знаете, денеска Советот на Општина Струмица го носи најважниот, според мене, документ за кој што тие треба да гласаат. Тоа е буџетот на Општина Струмица. Колку ќе тежи буџетот на Општина Струмица? Вкупниот буџет е 1 милиарда 340 милиони денари, од кои 47% се блок дотации, секако тука и основниот буџет кој што ќе изнесува 652 милиони денари. Зошто е толков кога го имаме, толку голем кога го имаме во предвид законот за финансирање на единици од локалната самоуправа, со што поприлично сме ограничени во однос на зголемувањето на буџетот. Станува збор за средства кои што веќе ги имаме, наменски средства кои што веќе ги имаме во буџетот на општината, на основната сметка на буџетот во износ од 126 милиони денари наменети за започнување со реализација на проектот нова социјална населба во Турското мало. За буџетот можам да кажам и при самата креација ги поминавме сите можни фази кои што се неопходни за да денеска заклучиме дека ова е граѓански развоен буџет, каде што граѓаните партиципативно учествуваа преку собирите на граѓани во урбаните заедници, во населените места, преку сесиите, 4 сесии на форумите на заедниците, каде што се утврдија 3 приоритети кои што се вметнати во овој буџет и тоа со сигурност е така. Очекувам на денешната седница да има плодна, издржана, материјална расправа по однос на буџетот, а се со крајна цел подобрување на секојдневието на граѓаните. Овде би сакал како најважни проекти да ги издвојам секако отпочнувањето со реализација на изградбата на новата социјална населба во Турското мало, пробивањето, односно изградбата и изведбата на новиот булевар Братство и единство кон Агроберза, со што воспоставуваме основа каде што ќе треба да почнеме со реализација на новиот градски пазар, реализација на нов ученички дом во Димитар Влахов, што е исто така изборно ветување, за кое што имаме и дел од средствата обезбедени на буџетските корисници, со што навистина го зголемуваме капацитетот за ученици во Струмица и секако ја задоволуваме потребата кога би се реализирало на сите граѓани. Секако тука се и ослободувањето на предвидуваме јавен повик на кој што би требало да се јават самохрани родители, преку кој што повик ќе бидат ослободени од плаќање на надоместокот за нивните дечиња во детските градинки. Секако дотацијата за секој новороденче ја зголемуваме за 100% од 3000 на 6000 денари. И овде во овој период на загаденост на воздухот, најдовме начин, очекувам дека јавното претпријатие Струмица газ многу брзо ќе усвои методологијата да субвенционираме директно цена на газ по метар кубен кон домакинството од 10 денари, со што навистина им излегуваме во пресред на граѓаните во оваа енергетска криза. Сме повеќе од потребни и секако како општина тоа можеме да го правиме, но секако влијаеме директно и да го намалиме загадувањето на воздухот. Јас навистина очекувам по пат на плодна расправа, на плодна дебата, дека ќе се усвои буџетот и дека сите ќе имаме во предвид дека со тоа го подобруваме секојдневието на нашите граѓани. Овде не би сакал да ги испуштам секако инфраструктурните проекти од водоводи, канализации, фекални, атмосферски улици, но се премногу да земам и да ги набројам согласно времето кое што е предвидено за мојата изјава. Секако стојам на располагање да образлагам за секој советник без разлика на неговата партиска припадност, за секој негов предлог овде денеска на седницата. Јас сум оптимист, ако добро не држи сеќавањето, знаете дека во изборната кампања пред која што излегов пред граѓаните, особено фокус ставав на приходниот дел на општината. Јас сум убеден и оптимист дека општина Струмица има и како силни градежни компании, ако земеме во предвид фактот дека 61% од основниот буџет би го реализирале токму од комуналиите за градба, од продажба на градежно земјиште. Јас сум оптимист дека имаме и како силни компании, мотивирани, спремни да инвестираат во општина Струмица, придржувајќи се на сите закони за градење, законот за урбанистичко планирање и сите други закони кои се во делокруг на нивната работа или ангажман. Зборуваме 3 приоритети кои што беа утврдени на форумите на заедниците, кои што треба да бидат составен дел на буџетот заради партиципативноста на граѓаните. Секако тоа е субвенцијата на цената на газ, кој што произлезе како предлог на граѓаните. Тоа се нови зелени површини во Струмица и секако инфраструктурните проекти. На вистина, како и сите граѓани, сум
подеднакво загрижен и најповикан сега да одговорам по ова прашање, секако дека во соработка со Министерството за животна средина, каде што ги добиваме препораките. При 3 дена такво загадување во континуитет, треба да ги пуштиме препораките кон јавноста и апсолутно јас се согласувам и како градоначелник се пуштени во јавноста таквите мерки и препораки. На крајот на денот се зависи од свеста на луѓето. Знаеме од што е загадувањето, знаеме дека најголем дел од загадувањето согласно сите истражувања доаѓаат од огревното дрво, со тоа што во камините, во котелите се ставаат и пластика, се става и текстил, што допринесува дополнително за загадување на амбиенталниот воздух. Секако и на претходната седница на Совет пред советниците излегов со еден предлог. Јас се надам дека после празниците ќе направиме едно своевидно работно тело во кое што ќе партиципираат повеќе советници од различни политички партии, каде што дополнително заедно со инспекциите во општина Струмица ќе работат на терен за мапирање на потенцијалните загадувачи. Ова е сериозен предизвик кој што не може да го решиме за 2 месеца, нормално не во мојот мандат, но Струмица има добра основа да го решава проблемот. Тоа е првата системски гасифицирана општина во државата и она што треба ние да правиме, да мотивираме, јас како градоначелник, советниците, вие како новинари, затоа што преку вас е каналот за непосредна комуникација со граѓаните, мимо нашите средби кои што ги имаме непосредни, е што повеќе граѓаните да се приклучуваат на гасификацијата. Во моментот на вистина, најевтин енергенс, знаеме дека е енергетска криза, се покачува електричната енергија, се покачува и цената на гасот, но сепак останува најевтин енергенс за гревање, најеколошки енергенс природниот газ. Апелирам уште еднаш, од после нова година, по усвојувањето на буџетот, предвидуваме убави мерки за граѓаните со што сметам дека би се мотивирале, нормално доколку истото помине на седница на Советот на општина, да што помасовно граѓаните се приклучуваат на мрежата на газ. На тој начин ќе спречиме загадување на воздухот, ќе се направиме Струмица почиста. Секако се утврдува тоа што е утврдено согласно законските, согласно легислативата која што е на сила во нашата држава, се санкционираат таквите случаи, но сепак треба да работиме на свест. Не е доволно само дека окей, ќе казнуваме, но да се мотивираме сите да нема казни, а да има поголема свест. Затоа не сум моќен сам да го направам, ниту заедно само со тебе, затоа треба како граѓанство, како совет, сите да застанеме на страна за чист воздух, за чиста Струмица. Имаме проблеми со дивите депонии, исто не се решава. Не можеме сами по себе да се решат. Комуналец ги чисти постојано дивите депонии, тие постојано никнуваат. Ќе продолжиме континуирано да ги чистиме, но континуирано и ќе работиме на промена на свеста.